Здраво, јас сум доктор Ѓоревски Александар, интервентен радиолог од клиничката болница Аџибадем Систина во Скопје. Една од многуте интервентни процедури кои ги изведуваме на нашиот оддел за интервентна радиологија е намената за мажите со зголемена простата, односно состојба наречена бенигна хиперплазија на простатата. Оваа состојба се јавува кај повозрасни мажи, најчесто над 50 или 60 годишна возраст и представува зголемување, односно хипертрофија на аденоматозното ткиво на простатата, кое потоа ја притиснува уретрата, односно изводниот канал, и при тоа се јавуваат симптоми како проблеми со мокрењето, од типот на зачестени позиви за мокрење, чувство на недоизмокреност или станување во текот на ноќта по повеќе пати. Оваа интервенција, која ја применуваме ние интервентните радиолози, е наменета за простати кои се зголемени од 60 грама па се до 300 до 400 грама. Практично ние и да немаме горен лимит на големината на простатата, за разлика од некои од стандардните уролошки хируршки методи кај кои што големината на простатата знае да представува проблем. Традиционално во третманот на бенигната хиперплазија на простатата спаѓаат неколку хируршки методи од типот на ТУРП или трансуретрална ресекција на простатата, а во поново време се применуваат аквааблација, резум и други минимално инвазивни техники. Емболизацијата на простатичната артерија е интервентна процедура која ја изведуваме ние интервентните радиолози и за разлика од набројаните хируршки методи не побарува целосна или пак сериозна анестезија. Нашата интервентна процедура има за цел да го блокира крвотокот на простатата, односно парцијално да ги запушиме простатичните артерии, со што перспективно ткивото на простатата би се намалило и за една, две или кај некои пациенти за 3 до 4 недели намалува значително намалување на волуменот на простатата за околу 30%, па и повеќе, што на крајот резултира со ослободување на симптомите од бенигна хиперплазија на простата. Една од главните предности на емболизацијата на простатичната артерија или PAE е тоа што таа представува всушност амбулантска процедура, односно пациентот доаѓа наутро во болница и истиот после изведување на процедурата, после 1 до 2 часа е способен да си оди дома без никакви проблеми. Интервенцијата ја изведуваме во сала за ангиографија и таа е комплетно минимално инвазивна, бидејќи пристапуваме или преку артеријата на зглобот на раката или пак преку препонската артерија, каде што правиме дупче со тенка игла од околу 1 до 2 мм. Потоа, низ тоа дупче патуваме со одредени катетри и жици, со кои што пристапуваме кон простатичната артерија и кога ќе бидеме сигурни дека сме таму, во нејзе вбризгуваме специјални агенси од типот на микропартикли или пак некој течен емболизирачки агенс, обата кои служат за да го намалиме крвотокот на простатата, а тоа би резултирало перспективно со намалување на жлездата. Предноста на оваа метода е тоа што исто така може да се користи кај пациенти кои користат хронична антикоагулантна терапија. Тоа значи дека многу луѓе во денешно време, особено пациенти и популација над 60 годишна возраст, хронично користат аспирин, кумадински препарати, еликвис или ксарелто. Овие лекови не представуваат никаков проблем за нашата интервентна процедура, бидејќи кај нас немаме ризик од крварење, за разлика од хируршките методи кај кои што е неопходно некој од овие лекови да биде прекинат. Исто така голема категорија на пациенти кои што доаѓаат за оваа процедура да ја изведеме кај нив се пациенти кои не сакаат да користат лекарства за намалување на простатата. Тоа се лекови кои се нарекуваат алфа блокери или пак пациенти кои не може од одредени причини да поднесат анестезија. Ефектите од емболизацијата на простатичната артерија за намалување на простатата не настануваат веднаш, туку пациентот треба да биде трпелив и најчесто им објаснуваме дека една недела по интервентната процедура пациентот ќе знае да чувствува некакви нелагодности од типот на печење при мокрење, може да се случи да има малку крв во измокрувањето или пак оток на простатата. Кај одредена мала група на пациенти поставуваме и фолиев уринарен катетер неколку дена после интервентната процедура, кој после 5 до 7 дена ќе биде отстранет. Главните ефекти од емболизацијата на простатичната артерија настапуваат 2 до 3 недели после интервентната процедура. Оваа интервенција се изведува само со локална анестезија, односно со апликација на околу 10 мл лидокаин, анестетик кој се дава подкожно или на артеријата на раката или на препонската артерија. И тоа ја прави како предност во однос на останатите методи, поради што пациентот може да се замине од болница во истиот ден. Доколку би сакале да дознаете повеќе информации поврзани со оваа интервентна процедура или други процедури од областа на интервентната радиологија или пак од целата медицина, можете да се обратите во просториите на клиничката болница Аџибадем Систина во секое време.